Во ова издание, над 950 украински војници се предале во пристанишниот град Мариупол. Шведска и Финска и официјално поднесоа барање за влез во НАТО. Околу 300.000 луѓе ја напуштија Белорусија, завршија како бегалци во Полска, Литванија, Украина. Сега им помагаат на украинските бегалци. Роботиката за контрола на движење се занимава со снимање филмови со децении, но со лоша репутација дека е гломазна. Ќе ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Руското министерство за одбрана објави дека 959 украински војници се предале оваа недела во последното упориште во опколениот пристанишен град Мариупол. Портпаролот изјави дека бројката вклучува 694 кои се предале во изминатите 24 часа. А од дипломатскиот фронт, секој народ има право да го избере својот пат. Направивте свој избор по темелни демократски процеси и јас топло го поздравувам барањето на Финска и Шведска за влез во НАТО, рече првиот човек на Алијансата. Еве ги најновите детали од теренот. Заменик министерката за одбрана Ана Маљар изјави дека повеќе од 260 борци ги напуштиле урнатините на фабриката за челик Азовстал, се предале на руските сили во согласно со бројките дадени од Москва. Русија ја нарече операцијата масовно предавање. Украинците рекоа дека нивниот гарнизон ја завршил мисијата. Портпаролот на Пентагон Џон Кирби изјави за новинарите дека е тешко да се знае што значи крајот на борбените операции во Мариупол. Шведска и Финска во меѓувреме ги представија своите апликации за приклучување кон НАТО во средата во Брисел, при што амбасадорите на двете земји се сретнаа со генералниот секретар Јенс Столтенберг. Ова е добар ден во критичен момент за нашата безбедност, рече Столтенберг. Нивните апликации мора да бидат одобрени од сите 30 постојани членки на НАТО. Турција го изрази своето противење. Председателот Реджеп Тајп Ердоган ги обвини Шведска и Финска дека им даваат безбедно за солниште на терористите и воведуваат санкции кон Турција. А по репресијата на режимот врз демонстрантите во претседателските избори 2020 околу 200 до 300.000 луѓе ја напуштија Белорусија и завршија како бегалци во Полска, Литванија, Украина, голем број други земји на Европската унија. Сега тие повторно им помагаат на украинските бегалци. Максим Москалов има повеќе. Оксана Букина беше уапсена во 2020 за време на протестите во Белорусија. Подоцна беше отворена кривична поставка против неја и обвинета за предизвикување граѓански немири. Успеала да побегне во Украина заедно со синот. Оттаму се преселила во Полска. Знае како е да се биде бегалец, па кога започна војната во Украина, таа почна да волонтира за да им помогне на бегалците со сместување, пари и храна. Там вообще тяжело емоционално. Емотивно е. Многу е тешко кога се прифаќаат бегалци. Тоа се жени со деца, постари луѓе, многумина се болни. Многу од волонтерите овде избегаа од Белорусија по суровото задушување на протестите на демонстрантите 2020. Сега тие им помагаат на украинците кои се под напад од Русија. В целом волонтерское движение белорусов за границей. Волонтерското движење на белорусите во странство е фокусирано на голем број сфери: собирање средства, хуманитарна помош, лекови, лична опрема за оние белоруси кои волонтираат во вооружените сили на Украина и за нивните војници. Белорускиот центар за солидарност во Варшава е уште еден простор каде украинските бегалци може да дојдат и да добијат помош. Мы специјално для бежанцев изнајмивме хостел специјално за украинските бегалци за да можеме да сместиме повеќе луѓе. Од почетокот на војната веќе згриживме над 300 бегалци. Центарот обезбедува и правни услуги и психолошка помош. А како што светот го надмина рекордот од над 15 милиони смртни случаи како последица на COVID-19, вклучувајќи повеќе од 1 милион во САД, американските истражувачи се обидуваат да откријат кој, каде и зошто починал изминативе 2 години. Семејството Газмен беше погодено од COVID-19 на почетокот на пандемијата. Во септември 2020 имаше голема загуба. My name is Catherine Guzman. This is my sister Jennifer Guzman. Јас сум Кетрин Газмен, а ова е мојата сестра Дженифер. Ја загубивме нашата мајка и незиниот сопруг поради COVID-19. Но добивме 2 мали ангела што ги посвои мајка ми и сакаме да продолжиме да ги чуваме заедно.
Нејзините родители се дел од црната статистика на САД, 1 милион смртни случаи како последица на COVID-19. Здравствените истражувачи ги анализираат податоците за изминативе 2 години, за тоа кој починал, каде и зошто. Тие велат дека малцинствата биле тешко погодени, како и помладите луѓе, кои поради работата морале да бидат надвор пред да се вакцинира поголем дел од населението. They kept our country running. Тие го одржаа функционирањето на државата, да имаме лепна маса, а за тоа платија голема цена. Како држава не успеавме да ги заштитиме нашите суштински работници, од кои најголем дел се малцинства. Во првите денови на COVID-19 во САД, луѓе умираа во урбани центри, а потоа вирусот се расшири повеќе во руралните средини. На почетокот немаше национален одговор на пандемијата. Ова, во комбинација со дезинформации за вакцините, допринесе многумина да не се вакцинираат. Но здравствените експерти велат дека стравот од вакцините е неоснован. Иако овие студии ги направивме во рекордно време, произведовме вакцина во рекордно време, сето тоа се базира на најмалку 20 години инвестирање во науката и истражувањата. Така успеавме да направиме вакцина за многу кратко време. А бидејќи луѓето не беа адекватно информирани, тие мислеа дека процесот бил скратен, иако не беше. Други експерти велат дека локалните здравствени оддели низ државата не биле подготвени за пандемијата. Нема сомнеш дека ги почувствувавме последиците од децениското недоволно инвестирање во јавното здравство на национално, сојузно и локално ниво во САД, како и во светот. Глобално, повеќе од 15 милиони луѓе починале од COVID-19 досега. Многу експерти велат дека поминуваме низ најлошата пандемија во САД. I think that it's important for people to realize that Мислам дека е важно за луѓето да разберат дека COVID-19, особено за оние што се вакцинирани, во најголем број случаи е умерена болест. Но се уште имаме голем дел од нашата популација која не е вакцинирана. Меѓу 60 и 70% од населението во САД е вакцинирано против COVID-19. Сличен процент од населението е заразено, што им обезбедува одреден имунитет. Но експертите велат дека како што вирусот мутира, можеби ќе биде неопходно да се продолжи со земање бустери. За крај на News Flash, роботите со сензори го менуваат начинот на кој се прават филмови и реклами. Деана Мичел ја има приказната, погледнете. I've got this tablet and I've got this wand. Го имам овај таблет и ја имам оваа рачка. Го користам копчето на рачката и кога ќе го притиснам, виртуелно ја контролирам камерата. Роботиката за контрола на движења се занимава со снимање филмови со децении, но има лоша репутација дека е гломазна за употреба, велат експертите. Нашата мисија беше да го промениме тоа и да го направиме што е можно поедноставно. Sisu, компанија за роботика од Тексас, прави филмски роботи. Режисерот може да каже ја сакам камерата овде и таму. Му ја даваме контролната рачка на режисерот и му велиме: притиснете на копчето и покажете ми на што мислите, а тие само ќе ја помрднат раката и камерата автоматски ќе го следи движењето. Раката на кинороботот Sisu е како роботски раце што се користат во производството на автомобили, што бара прецизност. Тајниот сос, велат од фирмата, е комбинација од сензори кои ја прават камерата полесна и побрза за манипулација. Експертот за кинороботика, Джеф Линел, чија поранешна компанија користеше роботи за научно-фантастичниот трилер Гравитација, вели дека технологијата на Sisu го прави искуството уште полесно. Човек од улица што игра видеоигри може да го користи тој робот со вежбање од само половина или еден ден, што е одлично, така што тие дефинитивно стануваат многу поупотребливи. Снимањето филмови со пореален изглед е благодарение на роботската помош. Го гледате Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на гласнааmerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.